Владата ја објави официјалната листа на надворешни советници на премиерот Христијан Мицкоски. Меѓу нив има поранешни функционери, експерти и лица со политичко и економско искуство, кои ќе му помагаат во носењето на важни одлуки. Објавените имиња покажуваат дека советничкиот тим се состои од стручњаци за економија, право, меѓународни односи и јавна администрација. Присуството на поранешни министри и високи функционери предизвика реакции во јавноста, со поделени мислења за нивниот ангажман. Опозицијата го критикува овој потек, нарекувајќи го враќање на старите кадри наместо внесување на нови лица во политиката. Од владата, пак, тврдат дека изборот е направен врз основа на експертиза и дека советниците ќе придонесат за ефикасно функционирање на институциите. Премиерот Мицкоски досега нема дадено официјален коментар за листата, но негови соработници уверуваат дека сите советници се избрани со цел да му помогнат во спроведувањето на владините политики и реформите. Заедничкото чествување на Гоце Делчев во Софија, кое беше планирано како дел од македонско-бугарските историски иницијативи, е откажано. Според бугарските власти, причините се административни и безбедносни фактори, но македонските представници веруваат дека има и политичка заднина. Од Министерството за надворешни работи на Бугарија потврдија дека прославата нема да се одржи, без да дадат конкретни детали. Овој чекор доаѓа во време на затегнати односи меѓу двете земји, особено поради нерешените историски прашања и спорот околу идентитетот на Гоце Делчев. Македонските власти изразија жалење за откажувањето, нагласувајќи дека ваквите настани се важни за градење добрососедски односи. Опозицијата, пак, ја обвини владата дека нема јасна стратегија за односите со Бугарија и дека ова е уште еден дипломатски неуспех. Иако официјално нема нов термин за заедничко чествување, историчарите од двете страни остануваат поделени во ставовите за наследството на Гоце Делчев. Останува нејасно дали во иднина ќе се бара алтернативен начин за одбележување на неговото дело. Група студенти од Белград се упати кон Нови Сад за да одржи протест во знак на незадоволство од актуелните општествени и политички случувања во Србија. Според организаторите, целта е да се испрати јасна порака за промени и подобрување на условите за младите. Протестот доаѓа во време на зголемени тензии во земјата, а студентите нагласуваат дека нивните барања се поврзани со академските слободи, подобрување на образовниот систем и пошироки демократски реформи. Тие повикаа на мирно изразување на незадоволството без инциденти. Локалните власти во Нови Сад веќе презедоа мерки за одржување на редот, додека политичките аналитичари оценуваат дека оваа мобилизација може да биде знак за поширок студентски активизам во земјата. Опозицијата го поддржа протестот, додека владеачките структури засега немаат коментар. Останува да се види каков ќе биде одговорот на властите и дали протестот ќе доведе до конкретни промени или ќе остане символичен израз на незадоволството кај младите во Србија. Германската влада најави построги мерки во политиката за мигрантите, фокусирајќи се на побрзи депортации и поефикасна контрола на границите. Оваа одлука доаѓа во време на зголемен број барања за азил и зголемени тензии околу интеграцијата на мигрантите во германското општество. Новите правила предвидуваат олеснување на процесот за депортација на лица чии барања за азил се одбиени, како и зголемување на полициските овластувања за справување со нерегуларната миграција. Властите тврдат дека реформите се неопходни за да се заштити јавната безбедност и економската стабилност. Опозицијата и организациите за човекови права реагираа со критики, предупредувајќи дека мерките можат да доведат до прекршување на основните права на бегалците. Дел од експертите сметаат дека политиката треба да биде поизбалансирана, со нагласок на интеграцијата наместо исклучиво на репресијата. Германската јавност е поделена околу заострените мерки, а дебатата за имиграцијската политика продолжува. Останува да се види како новите правила ќе се одразат на миграцијските трендови и на односите на Германија со другите европски земји. Најмалку 18 лица загинаа во судир меѓу патнички авион и хеликоптер над Вашингтон. Несреќата се случила при слетување, а причините се уште се испитуваат од страна на авијациските власти. Очевидци велат дека леталата се судриле на мала височина, пошто избувнал силен пожар. Итните служби веднаш реагирале, но за многу од патниците немало спас. Неколку лица се извлечени со тешки повреди и се хоспитализирани. Федералната администрација за авиација и Националниот одбор за безбедност во сообраќајот започнаа истрага за околностите на несреќата. Според првичните информации, можен фактор е комуникацијски проблем или грешка во навигацијата. Властите повикаа на воздржаност додека трае истрагата, а семејствата на загинатите се информираат за трагичната загуба. Останува да се утврди дали технички дефект или човечка грешка довеле до оваа катастрофа.